Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Новото издание на Медика Инфо Плюс е пред нас и ова нека биде уште еден предизвик за сите вас кои што секогаш ги пратите со интерес содржините кои што ги подготвуваме за вас. А за денеска одбравме една интересна и актуелна како чин морална обврска на секој од нас како граѓани, а тоа представува крводарителството. За почеток вовед во нашиот разговор кој што ќе го имаме со мојот денешен гостин од прилогот кој што следува. Крводарителството во Република Македонија се темели на принципите на доброволност, анонимност, бесплатност и солидарност. Само ваквите принципи обезбедуваат посигурна крв и крвни продукти. Со самото дарување на крв, крводарителот изразува највисок степен на солидарност со сите оние на кои таа им е потребна, без оглед на возраст, пол, раса, боја, национална и верска припадност. Со придружувањето кон споменатите принципи, Република Македонија ги исполнува сите поставени услови од страна на Светската здравствена организација и Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Крводарувањето е висок морален чин и чин за солидарност на секој здрав човек. Тој е чин кој доаѓа од највисока сфера на свеста на човекот, чин кој нема цена и со кој во даден момент можеме да спасиме нечи живот. Со дарување на 350 мл крв нема опасност по животот на крводарителот. Кој може да биде крводарител? Секој здрав човек од 18 до 65 годишна возраст со претходни лекарски прегледи доброволно може да стане крводарител. При крводарувањето нема опасност од пренос на заразни болести по крводарителот. Наша желба е со наш личен пример да регрутираме млади нови крводарители со здрави животни навики. Што е трансфузија? Идеја стара со векови, но денес реалност. Тоа е прелевање на крв од здрав на болен и повреден. Се уште не е пронајден друг извор за добивање на крв како тераписко средство освен здравиот крводарител. Сите ние сме потенцијални приматели, но нашата желба е да бидеме здрави и привилегирани, па да можеме да ја даруваме нашата крв на оној на кому му е потребна. Крв треба да има во секој момент во нашето живење. Не знаеме кога и во кој момент ќе ни притреба. Што се случува со подарената крв? Се испитува на припадност на крвна група и РХ фактор, на заразни болести кои се пренесуваат со крв, жолтица, сифилис, сида, се конзервира, преработува и чува определено време. Какви се потребите? Потребно е околу 3% од населението да дарува крв за да имаме доволни количини за лекување на болните и повредените. Со ваша помош можете да ја реализирате и секоја хумана мисија и да ја исполниме нашата задача во прв момент со доволни количини на крв да обезбедиме лечење на болните и повредените во нашата земја. Крвта треба да го чека болниот, а не болниот крвта. Ете како што слушнавте од прилогот, крводарителството како висок морален чин кој што представува можеби и обврска на секој од нас член на ова општество. Ке зборуваме за тоа со мојот денешен гостин со особено задоволство, председателот на Црвениот крст од Охрид, господинот Саша Точков. Добре ни дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата. Организацијата на Црвениот крст, која според програмата ни за крводарителство во Република Македонија е задолжена за организирање на крводарителските акции, ги имаме многу, се трудите значи да ги задоволите сите оние потреби кои што се создаваат со текот нели на побарувањата, но би започнале онака како вовед увертира каков чин представува крводарителството воопшто. Да. Крводарителството во Република Македонија е специфично, секако затоа нагласувам во Република Македонија и неколку земји во регионот, е доброволно, анонимно и бесплатно и секако представува израз на високо морални, етички, патриотски чувства и секако граѓанска должност на секој поединец, затоа што, како што спомнавте, поврзано со здравието, крводарителството, доброволното крводарување, го дава најспецифичниот лек, а тоа е крвта. Лек кој што не може да се обезбеди на никаков поинаков начин, кој што кога ќе ни треба или на оној што му треба таков лек може да се обезбеди единствено со доброволното
дарување, односно од доброволниот крводарител. 17 март неодамна беше денот на крводарителството во Република Македонија. Па би кажалете, на кои принципи се темели токму крводарителството кај нас? Така е, 17 март е денот на крводарителството во Република Македонија и денот на Црвениот крст на Република Македонија, денот кога пред 71 година сега веќе е формиран Црвениот крст на Република Македонија и секако минатата година, оној јубилеј што го прославивме и 20 години, односно сега 21 година од осамостојувањето на Црвениот крст во рамки на нашата држава Република Македонија. Принципите на кои се темели крводарувањето кај нас е доброволност, анонимност, бесплатност и солидарност. Многу важни принципи кои што ги наследивме секако и ги негуваме и практикуваме со години наназад. Принципи кои што го исполнуваат секој крводарител и кои што во голема мерка допринесуваат да планот за крводарување, односно доволните количества на крв и крвни продукти во текот на секоја година бидат обезбедени, како во регионот на Охрид и Дебарца, каде што ние работиме, Општинската организација на Црвен крст Охрид, така и на територијата на Република Македонија. Значи, наназад години веќе имаме исполнување на планот на територијата на Република Македонија, каде што 55.000 единици крв што се потребни на ниво на цела држава се обезбедуваат од крводарителски акции, од крводарители кои што даруваат на територијата на цела држава. Овде во Охрид исто така потребите од крв и крвни продукти во здравствените установи кои што се наоѓаат во Охрид ги задоволуваме секоја година. Општо во низ целиот разговор денеска ќе ги кажеме, значи објаснувајќи ги сите тие принципи кои што треба да се почитуваат кога станува збор за чинот на крводарителство и сите оние специфики кои што како принципи и фази за заштита исто така и за тој што дарува крв и за тој што ја прима крв. Меѓутоа, кажавте веќе објаснавте зошто се организира доброволно дарување на крв и кој го организира всушност? Организацијата на крводарителските акции согласно програмата за унапредување и развој на крводарителството во Република Македонија е поверено на хуманитарните организации кај нас во Република Македонија и во поголемиот дел од светот на Црвениот крст. Значи, Црвениот крст е онај кој што се грижи да ги мотивира крводарителите, да ги анимира и да ја организира целата техника околу крводарителската акција. Во соработка секако со службата за трансфузиологија, која што е во Охрид, или со Институтот за трансфузиона медицина во Скопје, кои што го вршат онај чин на земање крв, потоа на обработка на крвта, складирање, чување и дистрибуција до оние места, оние здравствени установи каде што таа е потребна. Така, веќе кажавте дека доброволно е значи дарувањето на крв, односно кој се може да биде доброволен крводарител и кој се може да биде крводарител? Да. Значи, крводарувањето најважниот принцип е доброволноста. Крв може да дарува секој оној кој што се чувствува најпрви психофизички здрав и кој што ќе ги помине сите оние претходни прегледи кои што ги вршат лекарите по трансфузиона медицина на самата крводарителска акција и секако секој оној кој што наполнил 18 години и до 65 години старост. Значи, сите тие луѓе кои што се здрави, кои што немаат некои хронични, акутни болести, кои што ги поминат оние тестови претходно на контрола и испитување на количеството на железо, хемоглобин во крвта, крвниот притисок се мери, работата на срцето, пулсот и секако понатака она анамнеза што ја даваат, односно што ја добива лекарот за тоа дали боледувал од некоја заразна болест. Она што е важно за крводарителот и за целата постапка на дарување крв е искреноста на крводарителот, значи точните податоци што тој треба да ги даде за понатака да се заштити себе си, сопственото здравје и секако здравјето на оној пациент на кого што е потребен овој лек. Токму така тоа може би е прашањето кое што се наметнува веќе само по себе сега, дали дарувањето на крв како чин може да доведе до некои штети, дали е штетно дарувањето на крв? Доколку се превземат сите потребни мерки, сите потребни процедури при земањето на крв,
крводарувањето не е штетно, не е штетно по здравието, значи нема никакви последици. Секако дека оние ризици кои што некогаш постоеле при земањето на крвта во ова денешно време се отстранети. Значи самиот чин, самото земање на крвта е со стерилен прибор, со кеси кои што се за еднократна употреба, игли секако, и нема можност од никакво загадување или оштетување на здравието на дарителот. Доколку, како што кажавме, дарителот е здрав, а само здрав човек може да дарува крв, тој се подвргнува на она 8 до 12 минутно земање на крв и секако дека некои штетни ефекти, односно некои последици кои што можат понатака да настанат, би биле насочени кон самото чувство на крводарителот при дарувањето на крв, дали ке е вознемирен, дали има страв, значи тоа се минорни работи кои што се случуваат од 3 до 5% од сите дарувања во текот на една година. Иако крводарувањето, значи, го дефинираме како еден морален чин и може би обврска на секој член, значи сето тоа се прави заради свој личен допринос кон оној на кого што му е потребна таа драгоцена течност. Меѓутоа, сепак постојат одредени права и погодности кои што ги имаат крводарителите. Значи, сето тоа останува како една позитивна бенефит за крводарителите, а не како првенствена намера за да се стане крводарител. Кои се правата и погодностите кои што ги имаат крводарителите кај нас? Да, секој крводарител секако дарува крв од хумани подбуди, од чувството да помогне некому кој што впрочем и не го знае, а ќе дарува она драгоцена течност за да спаси и нечи живот. Всушност и дефиницијата на доброволен крводарител оди во таа насока. Тоа е личност која што дарува крв доброволно, по собствена волја, без никаков надомест, нити паричен, ниту било каков друг кој што може парично да се надокнади, но во дефиницијата е ставено дека подарокот или благодарниот оброк кој што го добива понатака за закрепнување крводарителот не се смета во конфликт со доброволното дарување, односно е прифатливо за доброволното дарување. И токму доброволниот дарител, крводарител, е она нитка која што поврзува здравиот човек со болниот. Значи, токму тој е непосреден учесник во ланецот на спасување на живот или на лечење на одредено лице. Понатака таа крв која што е земена од крводарителот би требало да се испита, нели, за да се утврди дали постојат одредени болести како што кажавте. Сега на кој начин се прави понатамошното испитување на крвта и кои се тие тестови кои што треба да се поминат врз земениот примерок? Значи, како што спомнав, со самиот чин на желба и можност еден човек да дарува крв доаѓа на местото каде што се одржува крводарителската акција. Најпрвин се пристапува до лекарот, до медицинскиот персонал кој што ја спроведува крводарителската акција, за да се направи разговор најпрви со лекарот, да се преконтролира нивото на хемоглобин, односно на железо во крвта, да се измери крвниот притисок и понатака да се пристапи кон чинот на земање, односно на, се вика, контролирано крвавење, значи на земање на крв. После земањето, таа крвна единица се зема, само да спомнам, 450 милилитри на оваа драгоцена течност. Тоа е максимумот на едно дарување, така? Така, тоа е оптималното количество спрема кое се понатака направени и количествата на продуктите од крв, значи еритроцити, еритроцитна, тромбоцитна маса, плазма, кои што понатака одат за доработка. Значи, цела ова кеса на крв со 450 милилитри оди во посебни разладни уреди, каде што во еден од центрите, лабораториите, трансфузионите лаборатории, се контролира
на заразните болести, на AIDS, на хепатит Б и С. Во поново време, значи, се дава и таа можност на оние крводарители, доколку сакаат, доколку имаат желба, да периодично во текот на годината, еднаш или два пати, се изврши целосна контрола на крвта, крвна слика, која што понатака ќе се даде како резултат на самиот крводарител да му послужи и да го контролира своето здравје, а и за некои понатамошни прегледи. Сето тоа значи со цел да постојат одредени протоколи кои што во смисол на безбедност за крводарителот се потребни, исто така и за оној кој што ја прима. Така, тоа е најважно, да биде крводарителот заштитен, но и да биде пациентот заштитен, односно крвта да биде сигурна. Токму затоа спомнавте пред малку, не доодговорив на прашањето за бенефициите, она што секој крводарител кој што дарува крв, повеќекратен крводарител ги има, ги стекнува, при самиот чин на дарување секој крводарител добива 2 слободни денови од доколку е вработен секако и кој што секој работодавец треба и мора да го почитува, затоа што е тоа законски определено, и секако оние крводарители повеќекратни кои што дарувале над 10 пати крв, тие имаат бенефиции и при здравствените прегледи, при амбулантските поликлиничките прегледи, при лабораториските прегледи, при стоматолошките прегледи и други бенефиции кои што се од здравствената сфера и кои што токму допринесуваат да крводарителот се одржува здрав, да се негува, да се подобрува, да може да го проширува тој ланец на дарување. Продолжување на благодарноста, значи на благотворноста на оној кој што се одлучил да дарува крв. Би ги одмориле тука нашите гледачи, значи зборуваме со мој денешен гостин Сашо Точков, председател на Црвениот крст од Охрид. Крводарителство е темата, а во продолжение од нашиот разговор во вториот блок ќе слушнете за она што понатака е специфика на самиот чин на крводарителство и мерките за предпазливост, безбедност. Сето тоа се со цел драгоцената течност на адекватен начин да биде спроведена и дадена онаму каде што во моментот ќе има потреба. Одиме со прилогот од нашите генерални спонзори, Стоматолошкиот центар доктор Батковски, и сето она што го подготвија како препорака за сите вас кои што се трудите да ја негувате здравствената состојба на вашите заби, а веднаш пота и прилогот од продавниците за здрава храна Биокосмос. Останете со нас. Можеби повеќето родители не ни предпоставиле дека е потребен ортодонтски третман токму на нивното дете, додека не се јават некои поголеми деформации. Она што секој родител треба да го знае е дека децата најдоцна од 7-та до 12-та година треба да бидат прегледани од страна на специјалист ортодонт за некакви деформации на вилиците и забалото. Раната ортодонција е многу важна, затоа што порано се открие некоја деформација, толку е полесно и побрзо се изведува третманот и побрзо се добиваат резултати. Раната ендодонција опфаќа исправување на збиеност на забите, водење на забите во правилна позиција при нивното никнување, корекција на загризот и, што е многу важно, превенција на екстракција на здрави заби за останатите да може да бидат наредени. Во рамките на Стоматолошкиот центар доктор Батковски веќе 7 години функционира специјалистичка ординација по ортодонција. А еве како од Стоматолошкиот центар доктор Батковски советуваат рано да откриете кај децата било какви аномалии во забниот апарат. Дали вашето дете прерано ги изгубило влечните заби или можеби предоцна? Дали има некакви проблеми во џвакање, во гризење? Дали сте приметиле некакви лоши навики кај детето, како што се дишење на усна, можеби тискање на јазик, грицкање на уста, цицање на палец и така натаму? Дали гледате некаква диспропорција во големината на вилиците спрема остатокот од лицето? Можеби е долната третина повнатре него останатите структури или премногу исфрлена? Дали слушате некакви звуци во функција кај детето, во џвакање или во говор, звуци од зглобот? И
секако дали во значи дали има некаква неправилност на забите, она што значи може да се забележи, секој лаик да го забележи. Доктор Стојановска вели дека процесот на корекција на било какви деформитети во денешно време лесно се реализира. Во денешно време протезите се многу едноставни за носење и лесни. Се состојат од мали брекети кои што се лепат на забите и од лаци кои што ги поврзуваат овие брекети и овие две структури заедно ги водат забите во една правилна позиција, коригирајќи ги забите во низот, а и вилиците меѓусебно, што е многу важно за правилно функционирање. Значи не е секогаш естетиката, многу често се коригира и функцијата, затоа што таа е секако на прво место. Секако секој родител се прашува колку неговото дете ги треба да ги носи тие протези. Тоа зависи од повеќе фактори, средно од 1 до 3 години се носат протезите. После овој период следува период на ретенција. Овој процес всушност представува стабилизирање на новата ситуација на наредените и правилно поставените заби. Доктор Стојановска вели дека постојат различни типови на ретенција, како мобилни апаратчиња кои се вадат, но доколку родителот смета дека детето ќе ги одбива, постојат и такви кои што се фиксираат, кои што се лепат на забите од внатрешната страна и кои се попријатни за носење и секој дете ги прифаќа. Доктор Стојановска додава дека не постои едноставен третман, само интелигентен третман. И затоа треба да го одберете најдоброто за вашите заби. Поздрав до гледачите на ТВМ телевизија и до сите вие кои што ја следите емисијата Инфомедика Плюс со колешката Ирена Трајковска, повторно јавување од светот на здравата храна од продавницата на Биокосмос во нашиот град и повторно ќе зборуваме за широката палета на производи кои што можете да ги најдете во оваа продавница, кои што можат во голема мерка да ви помогнат, народски кажано, да си го истерате постот уште овие недели кои што ви останаа. Надица тука сега ќе ни представи уште неколку нови производи, да и посакам добре дојде во Инфомедика Плюс. Надица, зашто денес ќе зборуваме за нешто што веќе е подзаборавено или за нешто ново? Па ова нешто ново е кај нас овдека. Многу мал број на луѓе го знаат и тие што го знаат го користат, го конзумираат. Денеска би сакала да кажам за сејтанот, и за тофусирањето, кој што се замена за месо. Сега во постов, протеинска замена за постов, кој што не може да издржи без месо, може да ги користи овие две работи. Сите оние состојки во месото кои што ги има, може да си ги добијат преку сејтанов и толку. Сејтанот представува, тој се прави од пченицата, од зрното од пченицата. Тој уствари представува глутенот, тргнат. Луѓе во што кажуваме дека се алергични на глутен, дека не можат да поднесат глутенска храна, е токму овај производ сејтанот е глутенот извлечен од пченицата, само глутен. Само глутен. И тие што се на глутен алергични не можат овој производ да го користат сејтанот. Можеме да кажеме дека тој се добива на начин, интересен начин на добивање имат од пченичното брашно. Се става во вода. Значи се замесува, не тврдо тесто, туку помеко. Тоа замесување се остава во вода, месеното тесто се остава во вода да стои и на таков начин после некое време се испира скроботот. Значи доаѓа до измивање на скробот, од брашното. И само глутенот останува и има начин, значи се става во топла, во млака вода, во ладна, за да се добие посложена постапка. Посложена постапка, ма затоа ние си го имаме овдека. Готов и го имаме сејтан од сиров и го имаме, значи сиров за приготвување и го имаме готов производ, значи печен, пржен сејтан.
тој може да се приготвува, значи, со секое јадење, може да се става во да се прави со соја сосовите, кои тамари, шоју сос, мисото, може да се употребат, може во салати да се става, може во, значи, во секое јадење може да се користи. Како додаток? Да, ови сојава сејтанов не кажав дека е полн со протеини и затоа го заменува црвеното месо. Значи до тој замена, степен, да, стрипна замена има на црвеното месо. И тоа е за сејтанов што би имала да кажам. Тофу сирењето е исто така посно јадење кое се добива од соја зрното. Тофу потекнува од Кина и кинескиот збор значи то, зрно, фу, соја. Тоа и зато така го носи ова сирење своето име. И за тофу сирење, колку што знам, постапкава е баги комплицирана, то со ферментација се добива на зрната, па да, има тофу сирење со години што чекале да ферментира сојата. Да, тежок е начинот на производство дека на тофу сирењево, ама сепак ние како Биокосмос, нашава фирма и сејтанот и тофуто сами ги произведуваме, значи дома македонски производ се. Така. И затоа слободно може да ги користат. Може да се каже дека тофу сирењето има многу во себе калциум, калциум, железо, витамин од Б комплекс од витамините. Може да се споменат и затоа е добар за конзумирање за овој период кој што ни престои во овие пости што ни се сега. И можеме да споменеме дека тука исто Биокосмос ги произведува соја бургерите и тие се посни. Така. И тој готов производ, значи тие се готови, само земаш. И се прави си ги пржиш и се земаш. Пржени се. Пржени се, значи, се е готови, да, супер. готов. За ручек време дојде, земете си ја. Имате замена за месо? Да. Тоа е од ова палета на производи што ги приготвува нашата фирма, што ги произведува и што можам да кажам за овој период. Така. Добри. Ти благодарам, Надица. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вас за вниманието. Ето поднаучивте кои производи ќе ви се замена за месо полни со протеини во период кога имаме постна трпеза. Локацијата ја знаете, продавницата на Биокосмос во нашиот град, посетете ја и како што кажав, ем ќе си имате квалитетна исхрана, ем ќе си имате и поразновидна трпеза за време на великденските пости. Ви благодарам за вниманието уште еднаш, се гледаме во наредна прилика. Повторно сме во студиото со мој денешен гостин, особено задоволство, господинот Сашо Точков, председател на Црвениот крст од Охрид. Зборувавме за крводарителството, значи како еден морален чин и обврска на секој од нас. Ги објаснавме основните причини на крводарителството, меѓутоа сега би оделе со методите. Постојат нели два основни методи за добивање на крв од дарителот. Кој е најчестиот? Најчестиот е ова дарување кое што оди се нарекува во наводници полна кеса, значи каде што се зема крв од крводарителот 450 мл во кеса каде што се содржани сите крвни продукти, значи од еритроцити, тромбоцити, плазма и леукоцити. Сето тоа се дава на крводари, односно на пациент понатака како целокупна маса, значи целокупна крвна единица. И постои дарување кое што се врши преку машина, сепаратно крводарување, каде што од крводарителот се зема крвта од една страна, од една вена, за да оди низ посебен сепаратор, односно центрифугатор, каде што се издвојуваат компонентите од крвта, оние кои што се потребни. Ако е тромбоцитна маса, ако е плазма, значи се издвојуваат и понатака крвта без тие продукти се враќа повторно на дарителот, но тоа се поретки кај нас. Како споредбена процедура, така? Така. Најповеќе се оди на овие количества крв како полна кеса,
понатака таа крв се обработува, се центрифугира и се издвојуваат овие компоненти кои што се даваат онамо каде што е потребно. Како и при секоја процедура, така и крводарителството како процедура захтева одредена подготовка кога станува збор за земањето на крв. И би кажале тука дали постои одредена специфика кој и не смее да даде крв? Кои се тие случаи кога не смее крводарителот да даде крв? Да, токму се тоа што го зборуваме се вртиме и гледаме и на она истото, на безбедноста. На безбедната крв која што треба да биде обезбедена. Тоа значи дека крводарители кои што имаат некои акутни или хронични болести, што се открива при нивната искреност од давање на податоци на лекарот, не можат да даруваат крв. Исто така, пациенти кои што се полесни во телесната тежина, соодветно и пропорционално на висината од 55 кг. Оние кои што немаат соодветен притисок, што е крвен притисок при мерењето. Онамо каде што хемоглобинот е под 135 грама на литар, значи тие не може да дават и секако доколку ризично се однесувале во текот на својот живот, зашто пополнуваат и посебна изјава, односно анкетен лист, тие лица, значи, од нив се одбиваат, односно не се земаат во процедура да даруваат крв. Доколку примаат антибиотици, доколку се на инсулинска терапија, доколку имаат покачена температура, исто така не се подложни и не се безбедни за да може да се земе крв, секако мислејќи да се заштити нивното здравје и крвта која што ќе се земе да биде безбедна за онаму каде што ќе се даде. Обично и крводарителите кога ќе дојдат да даруваат крв, прашуваат дали јадев, дали можам да дарувам крв или се напив една чаша ракија, па дали може да дарувам. Значи, обично медицински нема некои стрикни критериуми што треба и како да се јаде пред дарувањето на крв, но препорака е да се избегнува 8 сати пред дарувањето на крв од многу масна храна или поголеми количества на алкохол, за сепак крвта да може да биде функционална понатака и безбедна понатака која ќе се дава на пациентот. Сето ова значи исто така како една од безбедносните мерки кои што се во функција на заштита на дарителот на крв, меѓутоа понатака постои одреден протокол кој што протокол се однесува на закрепнување на дарителот после дарување на крв и сигурно интересен податок е колка временски период треба да помине помеѓу две дарувања. Така е, значи оние услови кои што ги спомнавме за лица кои што може да даруваат од 18 годишна возраст до 65 годишна возраст. Овде би го додале и тоа дека машките може да даруваат на секој 3 месеци, значи 4 пати во годината, а лицата од женски пол, жените може да даруваат 3 пати во годината, значи на секој 4 месеци. Значи машките може да даруваат 4 пати по-често, а жените 3 пати. Сега, обично чинот на закрепнување, што спомнавте, после земањето на крв, односно после дарувањето, крводарителот е препорачливо да уште некое време биде под контрола на лекарот и на медицинскиот персонал кој што ја изведува крводарителската акција, да добие еден оброк малку да се освежи и секако што е многу важно и значајно да се дружи со крводарителите, да малку споделување искуства, така е и надградување на понатамошната желба и волја да се дарува крв. Иако господин Точков доказа смртност која што се поврзува со дарувањето на крв, досега не е чинам пронајден. Сепак, дали постојат одредени компликации кои што може би во ете исклучителни екстремни случаеви би можеле да се јават како компликации настанати после чинот на дарување на крв поврзани со крводарителството? Да, токму така не се забележени случаи на смртност заради крводарување и оние компликации кои што малку само ги начнав во разговорот претходно може да бидат благи и средно тешки и тешки. Благите компликации се вознемиреност на крводарителот, мачнина,
потење и така натака. Потешките компликации кои што е на самиот чин на дарување на крв, тоа е губење на свест и понатака секако третман од страна на медицинските екипи. Но некои поголеми последици за крводарителот нема, затоа што количеството на крв кое што се зема, кажав 450 мл, не е безбедно, така, не е опасно по здравието и по организмот, затоа што 10% до 10% обично од крвта која што имаме во организмот, од 4,5 литра до 5 литра крв има секој човек, значи 10% 450 мл е нештетно, односно не прави никакви здравствени проблеми врз крводарителот и тоа брзо се надокнадува. До 24 часа се надокнадуваат леукоцитите, плазмата и тромбоцитите, а повеќе, значи од 4 до 6 недели треба да се обноват еритроцитите, односно хемоглобинот, и затоа се препорачува понатака и малку по интензивен режим на исхрана со прехранбени производи кои што имаат во себе железо, односно кои што може да се конзумираат за да се надокнади тој изгубен хемоглобин. Меѓутоа безбеден е и самиот чин или на крводарителството, затоа што е самиот чин под постојан мониторинг на медицински персонал и тоа е еден од позитивните, да речам, охрабрувачки моменти за сите кои што стравуваат може од одредени компликации. Така, сите крводарителски акции се, барем овде кај нас, се од високо стручен и професионален кадар кој што има навистина големо искуство и кое што се несува кон крводарителите на ниво како што прилега и токму и затоа се и резултатите добри во една координираност со Црвениот крст, трансфузиолошките служби и секако крводарителите ги постигнуваме овие резултати. Сите всушност мора да функционирате како еден тим за да едно семејство, како што кажавте, за да успехот е апсолутно комплетен. И сега понатака со таа земена на залиха на крв, на кој начин се третира, односно колку време е рокот, употребниот рок на таа залиха на количина на крв? После обработката на крвта и доведување до состојба да таа да може веќе да се користи за пациентите каде што е наменета, таа крв има рок од 30 до 40 дена, значи се чува во посебни разладни уреди, со посебна влажност, со посебна температура во институтите, во институтот и во регионалните центри за трансфузиона медицина и од таму се дистрибуира онамо каде што има потреба, односно каде што има требување за таа крв. Сведоци сме, навистина морам тоа да го кажам, последните 2 години кога се промена системот на организираност на земањето на крв, обработката во смисол на местата каде што се обработува, не се обработува веќе во Охрид, не се обработува во Струга, се обработува само во Битола, во Скопје, Тетово и во регионални центри. Значи имаме мал број на случаи каде што, но се секако вредни да се споменат, каде што самите пациенти кои што имаат потреба од крв или нивните блиски или роднини им се наметнува некоја задача да самите бараат крв, што секако не е во ред и ето и од ова страна и од овде еден апел до здравствените работници, до лекарите, особено до оперативците, оние кои што работат во операционите сали, односно хирурзите, да ги превземат сите оние протоколи и процедури кои што е потребно, а тоа е преку нивните служби за трансфузиологија да ја обезбедат навремено крвта, а да не бараат од самиот
пациент тој да оди по крводарители, да бара крводарители и да доаѓа кај нас, што е најчесто случај, да ние понатака бараме крв. Значи крвта е обезбедена, ги има во доволни количества и таа треба да се побара во трансфузиолошките служби, а тие понатака во институтот или во регионалните центри. Се случува да има недостаток на одредени крвни групи овде во нашиот регион, особено ето негативните крвни групи, но и тоа може да се обезбеди преку апели кои што ние ги упаќаме до крводарителите за да даруваат крв, а никако за тоа не треба да се употребува пациентот. Така, значи кај нас побарувачката е таа која што е во моментот потребна и резервите, како што кажавте, задоволуваат според и акциите кои што се спроведуваат благовремено или сите тие залики се благовремено потполнати. Да. Кај нас планот за крводарителство е определен да биде 3% да се крводарители, односно 3% од населението треба да дарува крв. Тоа на ниво на Република Македонија е 55.000 единици во текот на една година, во Охрид... Што и се исполнуваат. Што и се исполнуваат секоја година, во Охрид е 1685 крвни единици, што секако дека секоја година го исполнуваме. На кој начин се мотивираат потенцијалните крводарители да даруваат крв? Дали тоа се прави со одредени програми, односно запознавање со самиот чин на крводарителство, затоа што еве низ нашиот разговор, значи објаснавме дел од протоколарните мерки кои што како мерки за безбедност на крводарителот секој од нас можеби се ги поставува и доколку постојат одредени нејасноти би постоело нели двоумење дали да станам крводарител, дали ги исполнувам тие услови, колку е тоа безбедно за нас, на кој начин ги едуцирате? Да, одлично е прашањето, токму стравот доаѓа од незнаењето, од секако неинформираноста што значи да се дарува крв, колку е тоа безбедно и каков чин представува крводарувањето. Мотивацијата, односно анимирањето на крводарителите се врши преку различни форми, тоа го прави Црвениот крст. Имаме обучени луѓе, мотиватори кои што работат на терен меѓу своите колеги, меѓу своите пријатели, комшии, врсници во училиштата, на факултетите, кои што токму ги пренесуваат знаењата за крводарителството, што значи крводарителството и како секој може тоа да го направи, како може да се вклучи во тие крводарителски. Од непознавањето, така. Така е. Најповеќе и особено од минатата година почнавме поинтензивно да работиме во училишните, во образовните институции, особено во факултетите. За таа цел го формиравме и клуб 25 на крводарители во Црвениот крст Охрид, кои што се го сочинуваат млади луѓе кои што навистина полни со ентузијазам и енергија, работат на терен и ги на некој начин во наводници инфицираат своите врсници, колеги со знаењето за хуманоста, за начинот како да бидат хумани преку дарувањето крв и резултатите се веќе видливи. Ево после неколку 5-6 месеци веќе имаме зголемена бројка на млади крводарители. Можам да спомнам овде еден податок дека просечната старост на крводарители овде во регионот е негде од 30 до 32 години, што секако е задоволителен податок. Меѓутоа, која е најниската старосна возраст од која што може да пристапи еден крводарител? Да, 18 години, 18 години, значи со наполнување на 18 години станува добива можност секој граѓанин да може да биде крводарител и да може да дарува крв. Тоа се случува најповеќе во тие организирани крводарителски акции во средните училишта во Охрид, каде што одзивот е задоволителен, да, и имаме доста млади луѓе кои што даруваат крв, но она што е поважно да поголем број од тие млади и понатак продолжуваат да даруваат крв, значи не е поврзано само не е поврзано само со бенефициите, туку и со желбата да се биде хуман, чувството што го почувствувале при дарувањето на крв. Благодатот е морален чин. За сите оние кои што потикнаа на интерес преку овој наш денешен разговор, кој што исто така како мотивационен би послужил до широкиот аудиториум, можеби сите кои што постоеле одредени контраверзии околу крводарителството како чин, потикнавме намера да станат
крводарители, на кој начин, каде и како може да се дарува крв? Во Охрид, ви кажа. Така. Значи, нашата организациона поставеност со мрежата на волонтери која ја имаме, доаѓа до можност да секој биде информиран кога Црвениот крст има крводарителска акција, организира, дали ќе биде тоа во некој друг простор подалеку од трансфузионата служба, но секој граѓанин може и преку средствата за јавно информирање да биде информиран и да дојде на тоа место да дарува крв. Значи, апсолутно преку организирани акции, така? Така е, преку организирани акции и секојдневно, секој работен ден во просториите на службата за трансфузиона медицина во комплексот на општата болница, каде што секојдневно може да се дарува крв, секој работен ден секако од 8 до 13 часот. Секој оној кој што има желба, кој што сака, може тоа да го направи. Не постои одредена временска детерминанта која што го ускратува правото и желбата на оној кој што сака да ја подари својата драгоцена течност. Така е, слободно. И тоа е и принципот наш на работа, значи секој да може во секој момент да дојде и да дарува крв, односно да ја исполни таа граѓанска должност. И на самиот крај би заокружиле со придобивките од крводарителството. Вие како искусен организатор на многобројни активности во нашиот град, години наназад би рекле, сигурно на адекватен начин би ги кажале кои се придобивките за самиот крводарител, за чинот на крводарителство и се разбира и овој наш денешен разговор беше поттик и мотивационен за сите кои што сакаат да бидат потенцијални крводарители, а благодарност за сите оние кои што веќе ја исполниле својата обврска. Да, значи ги кажавме бенефициите кои се и тоа се на некој начин мотивацијски, но не се пресудни за еден крводарител да дарува крв. Пред се е чувството на хуманост и таа хуманост секако ја чувствува секој човек ја има, но направил нешто добро за останатите, тоа е. Така е. Нема поблагородно чувство на вистина од она да дарувате крв и да помогнете некому кој што воопшто и не го познавате. И во моментот е можеби животоспасувачки. Така е. Секогаш крвта е животоспасувачка, затоа што во моментот кога треба да се дава на некој пациент да прима крв, дали од трансфузиолошка, дали од некои повреди или болести, секогаш го надополнува, односно го спасува животот. Сакам да кажам дека и покрај оние наши активности кои што ги имаме организирани, особено околу месец март за искажување на признание, на благодарности на сите крводарители кои што во минатата година го дарувале крв и помогнале во развојот и унапредувањето на крводарителството, сакам да истакнам како мотивирачки дека хуманоста не препознава плакети, благодарници, не е затоа хуманоста. Хуманоста се носи, се чувствува, се носи во себе и јас од мое лично искуство и како работник на ова хуманополи и како крводарител секако можам да кажам и да го препорачам секому крводарувањето. Нема поблагородно чувство од дарување крв и спасување човечки живот и би ги повикал сите млади, сите оние луѓе кои што се чувствуваат здрави да се приклучат на ова хумано семејство на Црвениот крст. Нашето семејство е навистина големо и бројно и нема разлики, единствено ги поврзува хуманоста. Така, благотворната црвена течност која што живот значи. Така е. Беше ова уште едно издание на Америка Инфо Плюс. Зборувавме за крводарителството како морален чин и обврска на сите нас членови на ова општество, затоа што со црвената драгоцена течност можеби некогаш ќе спасиме нечи живот, а никогаш не се знае кој ќе биде оној на кого што ќе му биде потребно токму нашето дарување на крв. Нека биде ова разговор кој што представуваше мотивационен до сите вас кои што можеби се двоумевте дали би сакале да станете крводарители, до сите оние кои што со внимание следеа ова наша денешна емисија, дадовме интересни факти и осврт на крводарителството како специфичен чин. Со мој денешен гостин, особено задоволство, господинот Сашо Точков, председател на Црвениот крст од Охрид. Ви благодарам за вниманието и на самиот крај останува
Повторно да напоменеме девизата која што низ Медика Инфо Плюс ја упатуваме до вас, може би здравието и не е се, но без здравието за сите секи биде ништо. Пријатна вечер и секое добро.